Дел од децата што летувале на охридските плажи добиле црвени пликови по телото. Предпоставувам дека се од фекалите. Значи, дали работат пречистилните станици, дали не, значи нешто не е во ред со водата. Сите води се со одлична класификација, значи се одлични. Сите овие тврдења не поттикнаа да истражиме како функционира колекторскиот систем и дали езерото е заштитено од фекалии. Од ден на ден се поголема темпирана бомба која што доколку не се започне со санирање набрзо и со нејзина рехабилитација, може да предизвикува хаварија. Но главната прочистителна станица личи на запуштен имот, обраснат во трева и со рогјосана опрема. Наместо да се прочистува, водата преку оваа огромна цевка уште пред станицата се излева нетретирана во Дрим. ВМРО ДПМН ја наметна приказната за прием на илјадници мигранти и бегалци во Македонија и таа кулминира со иницијативи за референдуми паралелно со локалните избори. Се шпекулира со бројка на 100.000 луѓе во Македонија. Е такво што сосема можам да ја разберам реакцијата на граѓаните. Што ако на локалните референдуми мнозинството се изјасни позитивно за населување мигранти? Да, еве ние сакаме мигранти или бегалци или што и да е, да ги речеме добро, ама нема. Епа добро, супер. Значи устава референдумот 100.000 евра сте потрошиле и за што? За кое прашање? За нешто што не постои. Дали се законски одлуките на општинските совети за распишување референдуми за мигрантите? Општините може да одлучуваат исклучиво за прашања кои што се во нивна надлежност. Кој треба да го има последниот збор? Инспекторатот за локална самоуправа или Државната изборна комисија? Зошто Рајнхард Прибе и порачува на новата влада да не ги повторува грешките од минатото и една заробена држава да замени со друга? Драги Рашковски го ангажираше својот кум Дејан Костиќ како правен застапник на генералниот секретаријат на владата. Излетена тема е. Толку многу кумови има на различни кумашини и кумашинки. Господине Заев, приберете се ги со работниците. Саботажа.